Последните изјави кои доаѓаат од соседна Бугарија и нивните официјални представници дека македонскиот јазик е создаден врз бугарскиот дијалект или пак дека Северна Македонија со фалсификување на историјата не може да се надева на членство во ЕУ е класично политичко условување кое не се потпира на научна методологија, вели професорот Ванчо Ѓорѓиев. Тој е член на Македонско-бугарската комисија за историски, образовни и културни прашања. Преку ова комисија, која што очигледно беше насочена и кон постигнување на некаков компромис и релаксирање на односите помеѓу двете земји, очигледно источната страна настојува да наметне свој политички терк на работата и веројатно има некаква политичка агенда за тоа. Ѓорѓиев додава дека тешко е да се разговара за минатото со некој кој не ја гледа сегашноста. Професорката Наташа Котлар смета дека Македонија треба да изгради цврстана дворешна политика во однос на прашањата со Бугарија, односно да знае до каде може да оди. Треба да знае каде се нејзините гранични меѓи. Што може да преговара и што не може да преговара. Мислам дека во моментов таа настапува премногу одбрамбено, премногу се повлекува. Сметам дека најлесниот пат е ако едни на други си признаеме постоење, индивидуалитет. Сепак се чини дека најтешкото прашање за кое би се дошло до решение е она за Гоце Делчев, за кој професорот Ѓорѓиев вели дека не е единствениот проблем кој постои меѓу двете страни, но ти акцентот е врз него затоа што тој го има централното место во борбата за создавање на автономна македонска држава. Тој треба да послужи практично како еден понтовски мост и со тоа да се премости јазот во бугарската историографија, бидејќи нивната приказна е дека до 44-та сме еден народ, а потоа сме создадени од Коминтерната, од Тито и од комунизмот, која станува збор за наметнати чествувања, бидејќи тоа е идеја и предлогот од бугарска страна за Гоце Делчев, мора да се има во предвид дека македонските историчари нема да прифатат политичко решение. Ставот на Ѓорѓиев како член на заедничката комисија е дека има прашање за кои може да се разговара, но не во смисла некој да прифати нечи историски наратив, туку да се најдат одредени допирни точки кои би биле символ кон приближување на двата народи. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.